Со 4,59%, општина Гевгелија котира на највисокото место меѓу општините во Република Македонија со најниска стапка на невработеност. Според последните податоци на Агенцијата за вработување во Гевгелија, има само 582 невработени лица, од кои 489 во Гевгелија, 47 во Негорци, 30 лица во Миравци и 16 лица во населеното место Богородица. Во општина Гевгелија заклучно со месец декември има 12.100 вработени. Постојано се отворени огласи за вработување на работници за сеење на лозови насади. Во фабриките за преработка на овошје и зеленчук во Гевгелија и околината, но и на лозовите плантажи последниве години се почесто се ангажираат работници од околните општини и села. Задоволството од работата во Гевгелија досега е на солидно, задоволително ниво, затоа што досега никогаш не се покажало дека постои криза. Кај работите, во приватен или во државен сектор? Приватен. Што работите? Обезбедување. Што мислите, ако човек нема работа во Гевгелија, дали може полесно да најде? Па тука може да се најде во овие индустријските што се. Мислите дека е голема стапката на невработеност или намалена? Па намалена. Па има доста многу вработени моментално. Во гостителски сектор, во приватен сектор има многу можности. За постарите, за помладите, што мислите? Па повеќе за помладите. Да. За разлика од другите делови во Македонија има повеќе можности. Па само со место положба на градот. Најмногу. Тоа допринесува? Да, најмногу тоа. Знаете дека Гевгелија е еден од градовите со најниска стапка на невработеност? Да. Познато ви е тоа? Да. Вие вработен сте? Да. Каде? Казино Фламинго. И како се задоволни? Па добро. Во Бао добро. Општината прави максимални напори да донесе странски инвеститори, со што ќе се отворат нови работни места, а со тоа уште повеќе ќе се намали невработеноста. Затоа е потврда и индустријската зона Блокотехна, која се наоѓа на север од Гевгелија и зафаќа површина од 43 хектари. Во Блокотехна се наоѓаат грчки и домашни компании кои опфаќаат широк спектар на дејности. Во Гевгелија владее бизнис клима и со искористувањето на можностите кај потенцијалните инвеститори би дошло до отварање на нови технолошко-индустријски развојни зони, а пак местоположбата на градот е добра основа за развој на работа и понуда на работна сила.